Повисоки сметки за струја за оние што повеќе трошат. Регулаторната комисија за енергетика го скрои новиот тарифник. Новите блок тарифи ќе важат само за скапата струја, не за ефтината. Ќе се плаќа според потрошувачката. Во првиот блок влегуваат домаќинствата со потрошени 210 киловат часови, во вториот блок оние од 211 до 630 киловат часови, во третиот оние од 631 до 1050, а во четвртиот оние со над 1050 киловат часови потрошена струја. Дури 99% од семејствата спаѓаат во првите 3 блока. Од регулаторна велат дека тие ќе имале пониски сметки. Сепак, овие пресметки никогаш нема да станат реалност, бидејќи се направени по сегашните цени, кои за 2 дена ќе се вивнат нагоре. Секој блок ќе има фиксна цена. За 5 до 9000 домаќинства во четвртиот блок, цената ќе биде и до 4 пати повисока, односно близу пазарната. Овие 5400 се тие што се занимаваат со рударство, тие што греат или ладат, не знам, зависи лете, зиме, неколку стотини квадрати стамбен простор и некои правни лица кои што имаат право да бидат третирани како домаќинства, тоа се градинки и така натаму. Броилата не треба да се менуваат поради новиот тарифник. Големите семејства кои се евидентираат на едно броило ќе треба да поднесат барање за дополнителни броила. ЕВН ќе треба навремено да одговори. Од регулаторната комисија бараат ЕВН редовно да ги чита броилата. Смируваат дека граѓаните не треба да стравуваат дека поради подоцнежно читање ќе влезат во некој повисок блок, па ќе треба да плаќаат повеќе. Доколку читањето е направено од било кои причини за 40 дена, тогаш првиот блок се добива на следниот начин. 40 дена помножено со дневната потрошувачка од 7 киловат часови, првиот блок ќе биде 280 киловат часови. Значи на ЕВН нема да му одговара да не чита на време. Регулаторна во среда ќе ја соопшти новата повисока цена на струјата. Она што засега е познато е дека цената која ЕСМ ја понуди на универзалниот снабдувач е за 17% повисока од сегашната. Електродистрибуција побара 80%, а МЕПСО 68% зголемување.